Добар ден, почитувани. Стартува новото издание на магазинот за родителство 0N+ на телевизија Телма, каде што денеска ќе имаме една несекојдневно интересна содржина. Многу мајки сакаат да ги носат своите бебиња блиску до себе и тоа да го прават на правилен начин со помош на ергономски носилки. На оваа тема денеска ќе зборуваме со две мајки од Бугарија кои со вас ќе споделат корисни информации како да го носите бебето или поголемото дете во носилки кои што ја поддржуваат физиолошката положба на телото. На крајот на летото во Скопскиот градски парк се сретнавме со Милена, мајка на 3 деца, која што е бугарка мажена за македонец и живее во Софија, и Цвета, кој исто така има 3 деца и е сертифициран консултант за носење бебиња во ергономски носилки и е собственик на библиотека за слингови и марами во Софија, Бугарија. Погледнете зошто не се препорачува бебето да се носи во кенгур, што се тоа библиотеки за слингови и како да научите правилно да го поставите вашето дете во марама или слинг. Во продолжение на емисијата ќе погледнете прилог кој што ќе ви даде одговори на сите овие прашања. Различни школи в Европа и в света, които сертифицират хората да удостоверят това, че имат въпросните знания, т.е. изкарваш обучение и изпит и съответно получаваш сертификат за това, че имаш определени знания. Нашата школа е немска школа, която провежда обучение. Аз съм минала 2 обучения вече, начално и за напреднали. И сега през септември предстои да мина курса, който е за недоносени бебета и за носене на близнаци. Так. И така. Колку е интересот во Бугарија? Има ли многу жени кои што доаѓаат и бараат човек од вас? Ами да, има и все повече стават. Мисля, че растем има. доста. Има и доста библиотеки. Има 10 библиотеки за слингове 10. вече. Што значи тоа библиотека за слингови? Тоа значи дека мајката може да дојде и да побара одреден слинг, да го проба па да го врати? Да, може да го изнаеме за 2 недели, да проба дали отговаря и да го врати. Так, да, И да получи консултация как да го носи правилно, защото понякога иска малко тренировки и усилия. И така. Која е предноста да се носи дете во ергономска носилка? Предноста е, што рацете се слободни, бебето е многу посмирено и некако се побрзо се движи, пошто по улиците малко е тешко, со количка и со сеа, онака. Дали овозможува и доење, поедноставно доење? Да, значи вака уште не знам како да дојам, али напред е супер, значи и е покриено и може кога сака да цица, кога сака да спие и е, не знам, за мене е одлично. Ви имате близнаци. Дали успеавте да ги носите близнаците? За жал не. Значи тогаш не знаев, не бев информирана, а то ќе ми беше голема помош. Сега ги носам понекогаш на кратки релации, кога ќе побарат, мамо за игра, качиме, да, али ќе беше за мене огромна помош да можев да ги носам. Ергономичната носилка е тази, която поддържа естествената физиологична правилна позиция на бебето. И за малките бебета това е позиция, в която те са клекнали, имат дълбок клек в поза жабка. Коленете са над нивото на дупето. Поддържат извивката на гръб. Не седи, пошто мало бебе не сме да седи. И кога е целиот материјал, кога е вака опнат убаво, бебето се чучи, како во подкрепа на люлешка. целия гръб по цялата височина и малките бебета имат физиологична целообразна извивка, която я подкрепяме. Не стои в кенгурото, гърба на детето стои изправен, което не е естествено за новороденото бебе, то е свито. И така трябва да бъде, докато започне само да се изправя. И също така кръчетата висят надолу, което спомага понякога за изваждане на
ставата от ябълката, което не е много оптимално за тях. Така че ергономичната позиция е тази, която поддържа естествената физиологична позиция на детето. Прават ли некош майките грешки кога ги ставаат децата во марам или во свингови? Правят грешки и тия грешки или бебето не е добро ставено и тоа штети на него, или тој што носи мајката е многу тешко и се откажува и мисли дека тоа е на некој начин не е изводливо, зашто не е добро, кажеме ако е многу ниско и ќе се подизгрби и воопшто ако не е добро ставено, наместо да помага, ќе смета повеќе. Така, има ли техники за правилно поставување на детето? Дали тоа се учи, се вежба, Да. се совладува? Има премногу видеа сега и со гледање на видеа, со вежби 4-5 дена и не е нешто толку комплицирано, само се треба малку трпение. И тренировки. Каков материјал треба да биде на марамата? Ами те имат разнообразни материали. Базови, основни обикновено е памук, защото той има най-добри свойства, най-лесно се борави с него. И понякога има примеси, коноп, плен, вълна, коприна, свила, да. И те имат различни свойства. Някои са добри за тежки деца и ги поддържат повече. Други са добри за горещо време, защото държат прохладно, като лена, например. Трети през зимата повече топлят. Имат различни свойства. И според възрастта на детето и предпочитанията на носещия си решава човек. Така. Дали е добро да биде растеглив материјалот или пак вие сега во моментот имате ткаена? Може ли да објасните? Значи ова предноста е дека ткаената може да се врзи на секакви начини. А еластичната од прилика 2, кој што е скоро 1. Значи мора да има на 3 дела, а со ткаената може да биде само 1 слој и може да се врзи напред, назад, настрана, на 1 слој, 2. Еластичната марама е по-добра за мали бебиња. Пошто после тоа тие се тешки и не можат да... И е много топло с нея, защото е с 3 слоя, а тук е само единия по-прохладно. Колко време после раѓањето бебето може да се стави? Здраво, бебе одма. Значи виднаш. Да. Така, дали треба да биде поставено секога со лицето свртено кон мајката? Значи во каква позиција? Смее ли да биде свртено со лицето на другата страна? С лице напред не е желателно да се слагат, особено малки бебета, тъй като нито поддържа добрия разкрач, който е много важен, особено за новородените. Гръбначният стълб не е изправен, не е сгънат както трябва да бъде физиологично, е твърдо изправен. И също така има риск от свръхвъзбуждане, тъй като те гледат всичко, всеки се сблъсква с тях, може да ги закача и когато имат нужда да се обърнат към родителя и да се успокоят, всъщност не може. Така че ние препоръчваме детето да се носи с лице към родителя. По-големите деца могат да се носят на хълбок, тогава имат повече видимост или на гръб. Също виждат повече и е по-интересно. А смеят ли да спият бебињата во марама или? Смеят да спият. Сега тие секако ќе морат да бидат изваени за пресоблекување, али смеят да спият 2, 3, 4 сати без проблем, ако е добра позиција. Ако е добро, значи не виси главчето, не се испаднати, седиштето е добро наместено, може слободно да спи. Тие исто така и кога ќе пораснат повеќе, веќе не сакат толку многу да бидат во мајката и тогаш тие самите ќе се разбудат порано. Така да обично и сами ќе си кажат кога не им удобно. И винаги дихателните пътища на детето трябва да са открити, да няма плат върху тях. Ти трябва да можеш да мониторираш на гръб или отпред. Трябва да се вижда лицето на детето, че диша, че всичко е наред с него. Брадата да биде вака, да се гледа убаво, нека е отворено, да се гледа носот, устата, за да нема... Зашто за нив, посебно за малите, е много важно да не им се затвори дихателниот пат. Искам да кажа и за поза люлка, че също не е желателно да се носи така легнало в слинг. Много често преди препоръките бяха да се носи легнало, особено в ринг слинг.
Но също има риск от задушаване и позицията не е ергономична. Много често децата са точно така. Брадичката им е забита в стернума и не могат да дишат дълбоко, което всъщност води до проблеми понякога. Единствената правилна позиция е вертикална позиция, в която детето е в клек. Значи нозете никако не сме да бидат изправени. Да. Крачетата не бива да висят. Това е профилактика и срещу дисплазия на тазобедрената става, луксация, което му казват. Да, дисплазия, мислам и луксация. Да. Значи има ткаена марама, що е рап, ловен рап, ринг-слинг. Ринг-слингът всъщност Има 2 пръстена. Той е така една марама с пръстени, с хълки. Така. И е по-късо. Носи се детето само от тежестта пада на едното рамо. И е много подходящо за топло време, защото не те обвива много метри плат. За проходили деца също, защото бързо сваляш и слагаш, не да се увиваш дълго време. И също може да се носят и недоносени бебета в слинг, стига той да бъде подходящ. Може да бъде ринг-слинг или така на марама, но не е еластичен. Еластичният не е подходящ за недоносени бебета. За еластичен той е разтеглива материя, която в един момент, когато детето натежи, не е желателно да се слага, защото не може да придобием добрата позиция, която искаме. Просто плътта се разтяга прекалено много. И по-големи деца може и в раница да се носят, ергономична раница. Те трябва да си държат сравнително стабилно главичката, за да може да си позволим да ги носим в раница. Се случва ли некош майките да се жала дека тежината им паѓа на едно рамо? Случва се често. Обикновено се дължи на неправилно поставяне или на неподходящ слинг. Ако имаме много тежко дете и прекалено тънък слинг, тогава той не може добре да понася тежестта и съответно се впива плътта в рамото. Или просто ако детето не е сложено както трябва. Вие сте администратор на групата Врзовче? Да. На интернет. Која беше целта при формирањето? Значи аз не сум од почеток администратор, а една девојка која е македонка од Скопје, али мажена во Софија али нејзините деца порасна. И сега колку и да е носењето задоволство за мајката, доаѓа тој момент во кој што децата веќе одбиват. И така станав и јас. И се гледа дека е удобно и за детето, пошто се смирува, не плаче. И за мајката е едноставно е нешто што помага повеќе и од количка и од било што. Ако има нешто што сум си купила и сум задоволна. Ето, да. Ајде ше последното прашање. Нема тука кај нас некој преголем избор на марами, на слингови, но имавте една акција во групата, една од ткаените марами да циркулира на мајките во Македонија. Како беше фидбекот? Ами сите се многу задоволни. Сега јас дури мислам да направиме втор круг. Тој предизвик секоја да врзи и да се слика после, без врска, дали е почетник или знае како, дали добро ќе биде. И тоа се прави многу во тугите групи. И плюс тоа, после марамата колку повеќе се носи, толку по-добро станува. Зашто омекнува и многу полесно се врзува. Отивај. И сега мислуваме нов предизвик, по кој што секој ќе треба да врзи и напред и награб. Што многу се плашат од тоа носење награб. Али кој го е пробал тоа, знае дека тоа е за големи деца најдобро нешто. Голема предност. И денеска ќе имате настанка, што мајките ќе дојдат, ќе можат да пробаат доколку сакаат како сето тоа се изведува. И се Цвета, доколку некој сака од Македонија стапи во контакт со вас во Бугарија, дали е тоа можно со оглед на тоа дека функционирате на територија на Софија? Ами, сложно би било изпращането, не знам как стои въпроса, но всеки можем да помислим някой да оставим носилки да пробват и да ги върнат по милена или по друг начин. А може и в Македония да си направите библиотека един ден. Така че, да. Тоа е одлична идеја, само пошто да се праќа помеѓу да се праќа помеѓу две држави би било прескапо. А поентата на библиотеката е да не се дадат многу пари, да се пробат повеќе работи, да се најди таа што одговара најмногу.
Да, одлична идеја би било да се отвори библиотека за ергономски носилки во Македонија и кај нас да има сертифицирани консултанти на оваа тема кои што би можеле да им излезат во пресрет на родителите. А сите оние кои што се заинтересирани да ги носат децата на ваков начин може да се вклучат во македонската група на Facebook Врзопче, каде што може да најдат многу практични совети од родители кои што практикуваат ваков начин на носење на нивните деца. Секако има и консултанти од Бугарија кои што може да дадат одговор на некој од вашите прашања. А во продолжение на емисијата ќе разрешиме уште една дилема: кога бебето треба првпат да се прошета надвор од домот? За првата прошетка на новороденчето во прилогот кој што следува, кој што пред се ќе даде одговор дали новороденчето треба да се изнесе надвор кога времето е студено. Погледнете. Првиот контакт со надворешната средина бебето го има при отпуштањето од родилиштето. И тука родителите не може да ги одберат временските услови. Доколку е зима, треба веднаш пред вратите на болницата да чека загреен автомобил, кој ќе го одвезе новороденчето до куќниот праг. Но првата прошетка е веќе нешто друго. Пред првото изнесување надвор, бебето треба кратко да се држи пред отворен прозорец, облечено соодветно за надворешната температура. Потоа на тераса, па дури после ваквата подготовка може да се изнесе надвор. На почеток во дворот покрај живеалиштето. Првата прошетка се советува да се направи откако на бебето ќе му отпадне папчето, под услов надворешната температура да биде помеѓу 15 и 28 степени Целзиусови, те убав стабилен ден без ветер. Ако е постудено, почекајте 6 недели, пошто ќе можете да го изнесете бебето на убаво време и на температура околу нулата, под услов да е адекватно облечено. Прошетката на почеток треба да трае 15 до 20 минути, па секое следно излегување да се продолжува за 10 минути, се додека бебето не огладне, а во зима не подолго од 2 часа. Немојте да се придржувате до календарот, туку приспособите се на моментните временски услови, бидејќи во зима може да биде топло и убаво, а на лето ладно и дождливо. Бебето најлесно е да се шета во количка. Додека е сосема мало, треба да биде поставено во легната положба, свртено со лицето кон личноста што ја турка количката, поради подобра комуникација. Кога ќе може да седи, подобро е да гледа во насока на движењето, за да ја задоволи потребата од запознавање на околината. Бебе постаро од 5 месеци може накратко да го шетате и во кенгур носилка, свртено со лицето кон родителот, или што е уште подобро, свртено со лицето кон насоката на движењето, при што перничето за под главата. Свиткајте го надолу и навнатре, за да не му го попречува видикот и дишењето на бебето. Доколку бебето цица и не пие вода, тога слободно седнете на клупа и надојте го. Нема пубава гледка од мајка која го дои бебето. Како ќе го облечете бебето зависи од температурата, влажноста на воздухот и ветерот. Покрај облеката што ја носи во затворен простор, зависно од условите, врз неа ставете джемперче, јакна или скафандер. Доколку е студено, најдобро е бебето да го ставите во поставена вреќа со качулка. И во таа ситуација на бебето треба дополнително да му се заштитат стапалата од студ со дебели, меки обувки. На главата задолжителна е капа која ги покрива ушите, ако температурата е близу до нулата, и качулка, а на рацете топли ракавици. Шалот треба да го грее само вратот, но не се става преку уста. Во зима бебето треба да се шета во најтоплиот дел од денот, околу 12-13 часот, а во лето во најсвежиот, наутро и приквечер. Така и нешто што е особено важно во овој период од годината, особено во Скопје, внимавајте каков е воздухот, дали е загаден или не. Ова беше се во денешното издание на 0N+. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Од понеделник ќе има исто така интересни содржини со оглед на тоа дека ноември е месец на предвремено родените бебиња. Уште во понеделник, еве можам да најавам емисија која што ќе се однесува на негата на прематурно родените бебиња, односно на недоносените деца. Ви благодарам што не следевте. До гледање.